Денес, со донација од граѓаните, ќе посетиме повеќе социјални семејства. Република Македонија е земја со една од највисоките стапки на сиромаштија во Европа. Речи се, че 30% од граѓаните на Република Македонија живеат во сиромаштија. Со Груевски ова не може да се промени. Тој имаше 10 години да го промени ова и да обезбеди подобар живот за граѓаните, но не го направи тоа. Груевски единствено во изминатата деценија се грижеше за неговото лично богатење и богатењето на фамилијата. Воопшто ниту му било, ниту ќе му биде грижа за граѓаните. Во изминатата деценија, на сметка на граѓаните кои гладуваат, мала група на граѓани енормно се збогати. Дополнително на тоа, оваа власт најранливите категории на граѓани ги злоупотребуваше по тесно партиски и политички цели, уценувајќи ги како сигурни гласачи со нивната социјална помош. Тоа, почитувани наши сограѓани, мора да го менуваме. Ќе промениме политиката на партиска корист на сметка на најранливите категории на граѓани. Социјална помош ќе добиваат сите ранливи категории без оглед на нивната политичка, партиска, верска или било која друга припадност. Ќе воведеме програма за минимален, адекватен месечен приход во висина од 12.000 денари за секое 4-члено семејство кое што живее во сиромаштија и нема никаков дополнителен приход. А доколку има приход по 12.000 денари, државата ќе надополни разлика до износот од 12.000 денари. Ќе го намалиме и надоместокот на извршителите. Извршителите во иднина после 11 декември нема да смеат да земат неколкократно повисоки суми од основниот долг. За должниците кои што се социјални случаи, извршувањето ќе биде наплатено без извршителската тарифа. Ќе воведеме државна социјална пензија за сите наши сограѓани кои навршиле 65 години старост, а не ги исполнуваат условите за пензија. Износот на таа државна социјална пензија ќе биде во висина од 40% од просечната пензија во државата. Пензиите ќе ги зголемуваме 2 пати годишно согласно порастот на трошоците и зголемувањето на платите. Еднородителските семејства со плата пониска од просечната ќе бидат ослободени од јавните давачки. Со нашиот план за живот во Македонија ќе го вратиме достоинството и на социјалните случаи, кои што со новите мерки за новите вработувања и со поддршката кон стопанството континуирано ќе се намалува.